сакана, единствена Кате. Кога ќе го читаш моето писмо, мене веќе нема да ме има. Јас ќе бидам труп или веќе фрлен во некоја тупка како претепано куче. Но во ситуацијава кога пред мојата смрт ми останува да живеам уште еден час или два, додека ја фрлам и последната бомба и да го тргнам чкрапецот на мојот нагант, мислам на тебе. Писмово нека ти докаже колку многу те сакам. Од првиот пат кога те видов те засекам. Ти ми беше единствена радост, но чувствував дека немам право да се врзувам со тебе. Јас не си припаѓам себе си, а на делото кое што беше цел и смисла на мојот живот. Да работам и да умрам за слободата на мојот народ, на мојата сакана ценета Македонија. Те сакав со сите пори на моето тело. Чувствував потреба да те гледам, да го слушам твојот глас како звукот на цитрата. И сепак те одбегнував, зашто ме плашеа чистите средби со тебе. Ми ја ослабнуваа волјата, ми ја смекнуваа десницата. Зашто ти ми беше единствената врска со животот, а не требаше ништо да ме врзува за него. Понекогаш бев груб, дури и суров со тебе. Прости ми за грубоста и суровоста. Зад нив ја криев безграничната љубов, а срцето ми крпавеше. Верувам ти ми простиш. Ти си добра, а јас сега жалам што не бев подобар, повнимателен и понежен кон тебе. Сигурно ќе прашаш, неопходно ли е да умрам? За мене нема друг излез. Го поддржував пред моите другари ставот. Тој, што не ги штеди животите на другите, нема право да го штеди ни сопствениот живот. Знаев дека нашата акција ќе им причини смрт на многу невини луѓе. Ќе донесе многу солзи и страдања. Зар по сето тоа што ќе го сториме, јас ќе имам право да живеам? Мислам ќе биде ниско и подло. Да умрам, за мене е врховна повелба на мојата совест. И потоа, мојата девиза беше не зборови, а дело. А крајот е тој што го краси делото. Има и едно последно сообразување. Не сакам да му причинам задоволство на непријателот, да се гаври, со мене да си подигрува. Зошто ми е живот лишен од слобода? Да тлее во некоја темна ќелија на едикуля? Или да се стопи под жешкото сонце на Сахара? Не, предпочитувам да умрам. Со мојата смрт ќе им го фрлам на непријателите, поробувачите на мојата татковина, мојот безграничен презир. Како што живеев, така сакам и да умрам. Скромно и честно, докрај верен на себе си. Сакав да бидам и останам една целосна личност. Треба да завршам. Времето не чека. Многу нешта навираат во мојата душа, но ќе ги чуеш. Така е подобро. Срцето ти предскажа што би сакал да ти пишам во овој последен час. Ќе мине време, раната ќе ти зарасне. Животот е посилен од се. Ти пожелувам, не, те молам да си најдеш друг маж. Достоен за твојата љубов и нему дај му го своето срце и својата љубов. Дај му ги оние радости што ги чуваше и ги намени за мене. Ти пожелувам да бидеш среќна. Понекогаш, во вечерните часови, кога спомените довеани од вечерните сенки ќе навлезат во твојата душа, спомни си за мене. Ти благодарам за тоа. Те прегрнува и те бакнува. Првиот и последен од гемиџиите, од само откажаните. Твојот орце.